Добар ден, драги ученици! Јас сум Татјана Андева, оделенски наставник во Општинското основно училиште Крун Тошев. Денеска имаме час по македонски јазик за 5 оделение и ќе работиме анализа на народната песна Заплакало е Мариово за Ѓорѓи Сугаре. Очекувани цели се ученикот да разговара и да ја разбере содржината на епска песна и да го збогати речникот со народни зборови. Потребен материјал за овој час ни е учебник по македонски јазик за 5 оделение, молив и тетрадка за работа на час. Овој час би го започнала со дел од една позната народна песна за овој наш војвода. Звуците на оваа народна песна не враќаат во минатото кога нашиот народ живеел под турско робство. Народот живеел во многу тешки услови, бил малтретиран, измачуван, ограбуван и живеел во голема сиромаштија. Поради тоа почнале да се формираат мали чети кои се бореле против турскиот аскер. Овие борци се викале комити. Водач на секоја чета бил војвода. Еден од познатите војводи е Ѓорѓи Сугарев, на кого е посветена оваа песна. Ѓорѓи Сугарев е роден во Битола во 1876 година во крајно сиромашно семејство. Поради големата сиромаштија не успеал да заврши 4 клас во Битолската гимназија, па тој ја напуштил и се одел на учителската кариера, преку која успеал да го прави тоа што најмногу му лежело на срце. Да го буди народот и да го учи како се бори и умира за својата слобода. Сега ќе ви ја прочитам песната, а вие внимателно слушајте. Заплакало е Мариово за Ѓорѓи Сугаре. Заплакало е Мариово, заплакало, за тој ми Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугаре. Каде си, Ѓорѓи, сега да дојдиш? Леле да дојдиш, од душманите да не куртулиш. Тога и извикна Ѓорѓи Сугаре, провикна од Демирхисарските планини. Слушам ве народ, народ поробен, леле поробен. Слушам ви гласој, гласој жалосни. Сега за скоро јас ќе дојдам, ќе пристигнам со 30 одбрани момчиња, сите со куси манлихери, манлихери, сите со нагант револвери. Колку ми тргна Ѓорѓи Сугаре да оди во тоа село Паралово, Бог да ги убие шпиуните параловци, Ѓорѓија што ми го предадоа. Слушај, бре Ѓорѓи, слушај, послушај. Ако ти сакаш за да куртулиш, накачи горе кај чукарите, кај манастирот, ако да сакаш ти да куртулиш. Тогај се Ѓорѓи излага, прелага, накачи горе кај чукарите. Кога ќе види, што ќе види Ѓорѓи Сугаре, од сите страни Ѓорѓи Сардисан. Тогај извикна Ѓорѓи Сугаре, провикна на неговата верна дружина. Главајте гуњи пусии, леле пусии, зошто се камен тешко најдува. Згрмеа пушки, пушки аскерски, крвави. Сета дружина му ја убија. Тогај извади нагант револвер Ѓорѓи Сугаре, самиот крвта си ја пролеа, леле пролеа. Жив на душмани не се предаде. Овде гледаме дека станува за збор за епска народна песна. За која песна велиме дека е епска песна? Може да се запишете во вашите тетрадки дека епска песна е песна во која што се раскажува за подвизи
на некои јунаци или за случки и настани од минатото на народот. Читајќи ја песната, видовме дека се сретнавме со многу непознати зборови кои што се по потекло од турскиот јазик. Да ги објасниме тие зборови. Може да ги запишеме. Душмани се непријатели. Куртулиш значи спасиш. Сардисан опколен. Пусија е заседа. Чукари се место на планината полно со камења. Наган револвер, тоа е вид пиштол. Аскер, тоа е војска или војник. Манлихери, вид куси пушки. Сега ќе разговараме за прашањата кои што се под песната во учебникот. Првото прашање ни е: за кој јунак се пее во песнава? Во оваа песна се пее за Ѓорги Сугарев. Од кое место го повикале Ѓорги Сугаре да им дојде на помош? Ѓорги Сугаре го повикале од Маријово. Во кое село отишол? Кој го предал? Ѓорги отишол во село Паралово, таму го предале параловците. Зошто во македонските епски народни песни најчесто се пее за маките и страдањата на нашиот народ под турско робство? Народот својот живот го искажувал низ песните, за да може идните генерации да знаат како се живеело тогаш. Што се случило со неговата дружина? Што направил Ѓорги? Целата дружина загинала. Кога видел Ѓорги, се самоубил со пиштолот. Зошто јунакот си ја пролеал својата крв? Јунакот си ја пролеал својата крв од жал за другарите и затоа што не сакал турската војска жив да го зароби. Зошто заплакало Маријово? Каква е загубата на Маријово? Маријово заплакало за смртта на Ѓорги. Со неговата смрт Маријово претрпело огромна загуба, затоа што веќе немало кој да ги брани од теророт на турците. Сега да направиме анализа на песната. Може да се запишете во вашите тетрадки. Тема на оваа песна ни е јунаштвото на Ѓорги Сугарев. Место селото Паралово. Поетски слики. Да го прочитаме првиот дел од песната. Заплакало е Маријово, заплакало, за тој ми Ѓорги, Ѓорги Сугаре. Каде си, Ѓорги, сега да дојдиш? Леле да дојдиш, од душманите да не куртулиш. Што се случува во овој дел од песната? Народот од Маријово го повикува Ѓорги да ги спаси од турските злосторства. Да видиме понатаму. Тога извикна Ѓорги Сугаре провикна од Демирхисарските планини. Слушам ве народ, народ поробен, леле поробен. Слушам ви гласој, гласој жалосни. Сега за скоро, јас ке дојдам, ке пристигнам, со 30 одбрани момчиња, сите со куси манлихери, манлихери, сите со нагант револвери. Ѓорги со дружината доаѓа во Паралово. Колку ми тргна Ѓорги Сугаре да оди во тоа село Паралово. Бог да ги убие шпионите параловци.
Ѓорѓија што ми го предадоа. Слушај бре Ѓорѓи, слушај, послушај. Ако ти сакаш за да куртулиш, накачи горе кај чукарите, кај манастирот, ако да сакаш ти да куртулиш. Тогај се Ѓорѓи излага, прелага, накачи горе кај чукарите, кога ќе види, што ќе види, од сите страни Ѓорѓи Сардисан. Што имаме во овој дел? Го имаме предавството на параловци. Понатаму. Тогај извикна Ѓорѓи Сугаре, провикна на неговата верна дружина. Клавајте гуњи пусии, леле пусии, зошто се камен тешко најдува. Згрмеа пушки, пушки аскерски, крвави, сета дружина му ја убија. Тогај извади нагант револвер Ѓорѓи Сугаре, самиот крвта си ја пролеа. Леле пролеа. Жив на душмани не се предаде. Во последниот дел ни е опишана смртта на јунакот. За дома, обидете се да ја прераскажете песната. Ке се изненадите колку едноставно се прераскажува. Кога ќе завршите со прераскажување, обидете се да ја илустрирате песната. Ви благодарам за вниманието. До гледање.